Дербито во Штип од 17-тото коло на втората футсал лига заврши со триумф на Овче поле, кој со пресврт славеше против лидерот Мал Ајакс со 2-4. Штипјани имаа водство од 2-0 на полувреме со голови на Мамудов и Дурмишов. Во вториот дел Овче поле направи пресврт. Султанов намали на 2-1, а со двата брзи гола на Благоевски гостинот имаше предност од 2-3. На 2 минути до крајот Бојковски ги потврди трите бода за гостите. Мал Ајакс останува лидер со 39 бода, додека Овче поле и Балкан со 37 бода го делат второто место и ја продолжуваат борбата за прва лига. Од четврток до сабота во Радовиш ќе се игра завршницата од одбојкарскиот куп на Македонија во машка и женска конкуренција. Полуфиналето кај мажите се игра во четврток. Штип против Работнички, Струмица со Борец, полуфиналето кај дамите е во петок. Наковски волеј против Фит Фан волеј, а пак Работнички Скопје ќе игра со Јанта волеј, финалните надпревари се играат во сабота. Македонската велосипедистка Дуња Иванова викендов го освои второто место на престижниот маратон во шпанското приморско градче Камбрилс, а се надпреваруваше во сениорска конкуренција и ја извози патеката од 63 километри со висинска разлика од 1400 метри. Женската репрезентација на Македонија на почетокот на април ќе одигра два надпревари против Летонија и Косово во рамките на продолжението од Лигата на нации за пласман на светското првенство. Во петок ја пречекуваме селекцијата на Летонија. 4 дена подоцна во Приштина играме против Косово. Селекторот на женската репрезентација на Македонија, Александар Андов, за дуелите со Летонија и Косово го објави списокот, а можете да го погледнете на нашиот портал Спортска мрежа. Женската репрезентација на Македонија до 19 години славеше минимална победа со 1-0 против селекцијата на Литванија во првиот надпревар од квалификацијскиот турнир од Б-лигата, втора рунда, за пласман во А-лигата на квалификации за Европското првенство. Гледавте една минута спортски вести на Спортска мрежа.